Време е за дневник на К1, а во него ќе ги гледате најновите информации од Вардарскиот регион, Македонија и светот. Се враќаме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Матичниот лекар да може сам да си препишува лекови. Ова го бараат од Сдруженијето на приватни лекари на Македонија. Велат измената на мој термин е на штета на оној кој лекува и по неколку илјади пациенти. Сдруженијето на Селепилица на општина Велес го организираше првиот квиз надпревар во кој учествуваа Селепилица. Традиционална крводарителска акција се одржа денеска во полициската станица од општа надлежност Кавадарци. Матичниот лекар да може сам да си препишува лекови. Ова го бараат од Сдруженијето на приватни лекари на Република Македонија. Велат измената на мој термин е на штета на оној кој лекува и по неколку илјади пациенти. Во мој термин да се врати опцијата секој матичен лекар да може сам да си препишува лекови. Ова барање до надлежните го упати од Сдруженијето на приватни лекари на Македонија. Ако докторот е стручен да лекува и по неколку илјади луѓе, зарем не е стручен сам да си препише лек за хипертензија или гастрит? Праша денеска доктор Лилија Чолакова-Дервишева. Уште еднаш апелира Сдруженијето на приватни лекари, ги замолува мој термин да ја вратат опцијата секој доктор сам да може да си пропише лек, бидејќи со овој потек се направи деградација на нивниот авторитет. Дервишева прашува што се оние матични лекари кои се сами во рурални средини, но и дали секој матичен лекар наместо една замена ќе мора да има дополнително уште еден лекар. Што се оние доктори кои што се наоѓаат во тешко продните места, во руралните места, каде што се едва и по еден доктор во амбуланта или во населено место, дали тој доктор за да може сам на себе да си пропише лек за хипертензија ќе треба да оди во населено место или ќе треба за еден упут до една лабораторија да треба да се симне во населеното место. Во овој случај, како што сега направи забрана мој термин да може докторот да не може докторот сам да си пропише лек, во тој случај кога оди замената на одмор ќе мора да има трета замена. Чолакова-Дервишева очекува дека ова нивно барање ќе биде прифатено и како што било во изминатите 30 на година, матичните доктори да можат сами на себе да си препишуваат лекови. Во изминатите неколку години огромни беа вложувањата во подобрување на патната инфраструктура во Велешко. Изградени и реконструирани се 81,5 километри регионални и локални патишта. Подобрувањето на патната инфраструктура значи создавање на услови за побезбеден и побрз сообраќај. Дијана Иванова ги има деталите. Во Велешко во изминатите неколку години за изградба и реконструкција на 81,5 километри регионални и локални патишта инвестирани се 6.730.000 евра. Со ваков сублимиран податок денеска на пресконференција испадна од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Велес. Петре Саздов од партиската говорница потенцираше дека во моментот во Македонија се градат 3 нови автопатски делници, неколку експресни патишта и многу локални и регионални. Покрај големите инфраструктурни проекти за модернизирање на сообраќајниот поврзаност на Велес со останатите региони во државата, како што е завршната и комплетна реконструкција на автопатот од Велес до Катланово и претходно делницата од Скопје до Велес, потоа експресниот пат од Велес до Штип, односно до Кадрифаково, кој е во својата завршна фаза, како и новиот експресен пат од Градско до Прилеп кој започна со реализацијата. Изградени се патишта и во рамки на самиот Велешки регион кои се од огромно значење за нашите сограѓани. Околу 750.000 евра велат од ВМРО ДПМН изнесува реконструкцијата на патот кон Иванковци. 600.000 евра се потрошени за реконструкција на локалниот пат од Велес до селата Раштан и Бузалково, а заврши реконструкцијата на 12-километарската регионална делница Градско Росо Мандриново, која е со вредност од 1.330.000 евра. Во изминатиот период се реконструира и патиштата до Дреново, Подлес, како и регионалниот пат кај местноста Викана Долгирит. За разлика од времето во кое да самоуправуваш со државата, време во кое наместо изградени патишта гледавме столбови на срам, лажни ветувања како оние на бетонските столбови во близина на езерото Младост, одветениот и никогаш не изграден пат за Прилеп, овој изминат период кога владата ја предводи ВМРО ДПМН, велешани гледаат што значи да се држи до дадениот збор. Што значи да се гради и да се изгледува во пресред на потребите на граѓаните.
Подобрувањето на патната инфраструктура САС довели дека е од големо значење, бидејќи се создадени услови за побезбеден и побрз сообраќај. Општина Велес продолжува да ги реализира проектите за енергетска ефикасност во образовните институции. Деновиве на ова поле се работи во основното училиште Блаже Конески, каде што се врши замена на старите прозори со нови ПВЦ. Се подобрува енергетската ефикасност во општинското основно училиште Блаже Конески во Велес. Градоначалникот Славчо Чадие вели дека замената на старите алуминиумски прозори со нови ПВЦ ќе придонесе за заштита на енергија. Со промена на овие прозорци, температурата во училиштето ќе биде подигната за неколку степени секако. Истовремено дотрајаноста на самите прозорци им прави проблеми на кадарот вработен во ова училиште околу одржувањето на самите простори. Позади вас може да видите како изгледа од временското влијание делувањето на целиот овој сегмент, тоа значи покрај прозорците што ќе бидат наместени и откапници на заштитници од вода на сиот овој дел и ќе биде реконструиран овој дел, бидејќи од самата вода и влага се пренесува во внатрешната страна на училниците. Во моментов се менуваат прозорите во училниците кои се дел од кабинетската настава, вели директорот Николовски. Сосема сме задоволни од интензитетот на работите и морам да кажем дека овие училници кои што ги спомна градоначалникот се во предмет на настава. Наредниот проект кој што ќе продолжи ќе бидат заменети прозорите во оделенска настава. Така што во голема мера ќе биде зголемена енергетската ефикасност во училиштето и создавање на подобри услови како за учениците, така и за вработените. Пред 2 години во ова училиште локалната власт инвестираше во нов котел за парно грејење. И тој проект и овој сега за замена на прозорите се дел од општинската програма за инвестиции во образованието. Меморандум за соработка помеѓу општините Кавадарци и Пантелеи од Ниш, Србија, неодамна подпишаа двајцата градоначалници на овие две општини, Александар Панов и Братимир Василевик. Со овој меморандум се означи почетокот на нова меѓународна соработка на општината Кавадарци. Општина Кавадарци доби нов пријател за меѓународна соработка. Тоа е општината Пантелеи од Ниш, Србија. Градоначалникот Александар Панов и градоначалникот на градската општина Пантелеи од Ниш, Братимир Василевич, подпишаа меморандум за соработка на двете општини. Со чинот на подпишувањето на заедничкиот документ што се случи во рамки на возвратената посета, се означи почетокот на нова меѓународна соработка на општина Кавадарци. За ова градоначалникот Панов посочи: ова е почеток на мощна значајна соработка на општина Кавадарци со пријателска општина во Србија. Блискоста на двата пријателски народи пред се во менталитетот е основата на која се базира нашата нова соработка. Морам да нагласам дека при ваквите настани на официјализирање на нова соработка, мој приоритет секогаш е воспоставувањето на економските врски. Соработката во културата и спортот секогаш се лесно остварливи, но вистинската соработка е воспоставувањето на нови и обновувањето на старите врски во економијата. Затоа веќе на наредната средба, која ќе се случи мошне брзо, главниот збор ќе го имаат бизнисмените преку контактите на регионалната стопанска комора од Кавадарци и нивните партнери од Ниш, Република Србија, рече Панов. По 7-ми пат се одржа манифестацијата Комперијада, која организира општина Чашка во соработка со основното општинско училиште Лирија од Горно Јаболчиште и локалното население. Целта на истата е промоција и доближување на еколошките земјоделски производи од ова поднебие. Пита од компир печен, варен компир, разни салати беа дел од трапезата на 7-та манифестација Комперијада. Општина Чашка како организатор на манифестацијата во соработка со основното општинско училиште Лирија од Горно Јаболчиште и локалното население и годинава ги промовира еколошките земјоделски производи од ова поднебие. Секоја година ги представуваме нашите производи што ги одгледува народот и каниме гости кои ни идат од скоро цела Македонија имаме гости. Ги зимаме сите ученици и во секој нивни јазик
представуваат нивни стихотворби и што соработуваат заеднички. Агрија е сортата на компир која земјоделците ја одгледуваат во ова поднебје. Иако годинава има помал род, сепак производителите на компир се задоволни. Покрај компирот во ова поднебје се одгледува и граф, ориз и други производи. Агрија повише садиме. Освен компир, што друго производи? Гра, компир, тоа е. Колку сте задоволни од производството? Има ли? Зависи годината. А пласманот? Пласманот сами ги продаваме. Велес. Има ли овде пазар во Јаболчиште конкретно? За компир нема, за друго има. Зелка, грозе. Годинава добра е цена, дали немаат интерес за да садат повише, што пласманот е, лански пласман е слаб. Колку години производувате? Па ја производуваме негде околу 40 години, 37-8 години компир производуваме. Учениците од Основното општинско училиште Лирија за присутните гости подготвија културно-уметничка програма. Посетителите имаа можност да вкусат од традиционално подготвените пити и специјалитети од компир. Денеска се одржа првиот квиз надпревар за слепи лица. Настанот е во рамки на одбележувањето на јубилејот 70 години од формирањето на Националниот сојуз на слепите. На квизот учествуваа две екипи, првата составена од лица без оштетен вид и втората со слепи лица. Валентина Михајловска со деталите. Сдруженијето на слепи лица на општина Велес под покровителство на Националниот сојуз на слепите на Македонија го организираше првиот квиз надпревар во кој учествуваат слепи лица. Настанот е во рамки на одбележувањето на јубилеот 70 години од формирањето на Националниот сојуз на слепите. Првиот квиз надпревар ќе има промотивен карактер, односно ќе го искористиме како алатка за да ја покажеме на јавноста што значи адекватниот начин за прием на информациите. За таа цел беа составени две екипи, од кои едната лица без оштетен вид и другата од слепи лица. Во една од игрите на квизот ќе бидат поделени прашањата во печатена форма на црн печат и на двете екипи, каде нормално само екипата на видни лица, односно на лицата без оштетен вид, ќе може да ги прочитаат прашањата и со тоа да дадат свој одговор, а додека слепите лица нема да може да го прочитаат прашањето и со тоа нема да може да дадат свој одговор. Потоа во истата ситуација ќе ги доведеме оние без оштетен вид, односно ќе ги поделиме прашањата во печатена форма, но на Брајево писмо, така што екипата на слепите лица ќе може да даде свој одговор, а екипата на лица без оштетен вид нема да може да го прочита, со тоа и нема да дадат свој одговор. Целта е да се покаже на јавноста дека секоја информација треба да стигне до лицата на за нив соодветен начин. Од Сдруженијето на слепи лица на општина Велес се задоволни од досегашната поддршка на локалната самоуправа и најавија уште посилни заложби за изедначување на правата на слепите лица. За идната година најавија надпреварувачки квиз на знаења меѓу екипи од сите Сдруженија на слепи лица од Македонија. Традиционална крводарителска акција се одржа денеска во полициската станица од општа надлежност Кавадарци. Припадниците на полицијата доброволно даруваа крв и уште еднаш потврдија дека поседуваат висока совест за хуманоста и спасување на човечки животи преку животната течност која ја даруваа. Крводарувањето е чин за солидарност на секој здрав човек. Тој чин доаѓа од највисоката сфера на свеста на човекот. Чин кој нема цена и со кој во даден момент можеме да спасиме нечiji живот. Ваков високо морален чин на крводарување поседуваат припадниците од полициската станица од Кавадарци, кои денеска имаа можност тоа на дело да го покажат и докажат. Традиционалната крводарителска акција се реализираше во соработка со Центарот за трансфузиона медицина од Скопје. Акцијата се одвива во најдобар ред. До сега имаме собрано околу 25 крвни единици. Голема благодарност до крводарителите кои што се вклучија во денешната крводарителска акција, кои што со дарувањето на крв направија едно хумано дело и сигурно ќе спасат нечи живот.
ги повикуваме и сите оние граѓани кои што се на возраст од 18 до 65 години да се вклучат во крводарувањето, доколку тоа се уште не го сториле, и да станат членови од едно големо крводарителско семејство. Божинова Петковска информираше дека претходната крводарителска акција која се одржа во фабриката за тутун Alliance One била доста успешна со голем број првократни дарители. Минатата недела се одржа крводарителска акција и таа традиционална во просториите на работната организација Alliance One. Се одржа една доста успешна крводарителска акција каде што собравме 62 крвни единици и со една значително задоволувачка бројка на првократни дарители од кои што се надеваме дека ќе станат редовни крводарители. Со самото дарување на крв, крводарителите од полицијата покажаа највисок степен на солидарност на оние кои крвта им е најпотребна. Следната крводарителска акција ќе се одржи на 9 декември, на која крв ќе даруваат вработените од комбинатот Фени Индустри. Изборната кампања за предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, закажани за 11 декември, оваа година ќе започне на 21 ноември, соопшти Државната изборна комисија. Државната изборна комисија соопшти дека изборната кампања за предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, закажани за 11 декември, ќе започне на 21 ноември. Од денот на распишувањето на изборите до почетокот на изборната кампања, радиодифузерите и печатените медиуми не смеат да емитуваат платено политичко рекламирање, подсетуваат од ДИК. Од денот на распишување на изборите се до нивното завршување, радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми, интернет порталите не смеат да емитуваат, односно да објавуваат реклами финансирани од буџетот на Република Македонија, од буџетите на општините и на градот Скопје и на сите други лица на кои со закон им е доверено вршење јавно овластување, се истакнува во соопштението на ДИК. Државната изборна комисија ќе иницира поведување соодветни постапки согласно своите надлежности за прекршителите на овие одредби. Висината на глобите за ваквите прекршоци се определени од член 181 и 182 од Изборниот законник. Пет коалиции и 6 политички партии ќе се надпреваруваат на изборите на 11 декември. По Социјалдемократската партија, ДИК ги отвори листите и на Народно движење на Македонија, кои имаат право на жалба до Управниот суд. Право на глас во диаспората имаат 20.629 македонски државјани. На изборите на 11 декември ќе се надпреваруваат 5 коалиции и 6 партии. Државната изборна комисија ги отфрли листите на Социјалдемократската партија и Народното движење, за кои имаат право на жалба. Во изборните единици 1, 2 и 5 пред граѓаните ќе се најдат најголем број кандидатски листи. Жребката за радоследот на партиите на гласачкото ливче ќе се одржи на 20 ноември, кога би требало ДИК да го понуди на подпис и кодексот за фер избори. Во диаспората право на глас имаат 20.629 македонски државјани. Земјотрес со јачина од 3,4 степени според Рихтеровата скала е регистриран на територијата на Македонија во близина на границата со Грција. Земјотресот е почувствуван во 8 часот и 38 минути утринава со епицентар на 19 км јужно од Стардоиран во Македонија и на 154 км југоисточно од Скопје, со длабочина од 10 км. Нема податоци за материјална штета. Вестите од Македонија во продолжение. Вице-премиерот и министер за надворешни работи Никола Поповски во интервју за австрискиот весник Ди Пресе оценува дека во изминатата година се воведени мерки за градење доверба со Грција и целосно е нов квалитетот на билатералните односи. Додава дека уште од независноста на Македонија не постоел период на толку интензивна соработка со нашиот јужен сосед. Одговарајќи на прашање, Поповски истакнал дека очекува Грција
наскоро да се откаже од блокадата во Европската Унија против Македонија, но би било преголем оптимизам да се каже дека знае кога точно ќе се случи тоа. Сепак, додава Поповски, атмосферата е променета, што е добар предуслов за да се случи нешто во тој правец. Винарските визби кои имаат откупено поголеми количества на грозје од сортата Вранец можат да започнат со поднесување на барањата за субвенции. Предвидената висина на поддршка е по 3 денари за килограм. Оваа финансиска мерка е воведена поради незаинтересираноста на винските визби за откуп на грозјето и за намалување на залихите на вино. Сите вински визби ќе добијат по 3 денари за килограм откупено грозје од сортата Вранец оваа година. Ако превземале повеќе од 60 и помалку од 130% од вкупното купено грозје од претходната година. Во овој процент не влегува сопственото производство на визбите, туку само на лозарите. Мерката беше да го зголеми откупот и пласманот на пазарите во Европската Унија. Со откуп на поголеми понудени количини од лозарите и без да се намали профитабилноста на винарниците. Крајниот рок за доставување барање од страна на винариите е до крајот на овој месец. А вестите од светот. Францускиот председател Франсуа Оланд побара продолжување на вонредната состојба во Франција. Папата Франциско побара да се амнестираат 787 луѓе во Куба. Франсуа Оланд, францускиот председател, предложил вонредната состојба во земјата, која е воведена пред една година, да биде продолжена до мај следната година, со што ќе бидат опфатени и председателските избори. Оланд во францускиот град Маракеш, каде престојува на состанок на Обединетите нации за климатските промени, истакнал дека инсистира на продолжување на вонредната состојба која беше воведена по нападите во Париз минатиот ноември, иако истата требало да биде укината во јануари 2017 година. Во Франција се закажани председателските избори за 23 април и 7 мај 2017 година. На повик на папата Франциско, упатен во светата година на сочувството, кубанските власти одлучиле да амнестираат 787 затвореници, меѓу кои жени, малолетни и болни. Исклучени од амнестија се луѓе осудени за убиство, силување и шверц на наркотици. На 11 септември 2015 година, пред посетата на папата на Куба, беа амнестирани 3522 затвореника. Тоа беше прва посета на папата на островската држава. Денеска имавме сончево време со умерена облачност, но постудено и температура до 12 степени. За подетални информации да го погледнеме графичкиот приказ. Со оваа информација го означуваме крајот на дневникот. Останете и понатаму со програмата на К1. Пријатно!